За жал, она што најмалку го очекувавме како пратеници или се надевавме дека нема да биде случај, се случува денеска, а тоа е обидот да се фалсификува процедурата за избор и именување на уставни суди. Имено за најавноста да и биде појасно, неколку месеци се одвива работата на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и таму се расправа за кандидати кои што се предложени за суди во Уставниот суд. И работата на Комисијата не е завршена, не се разгледани сите предлози за кандидати на уставни суди. Иако власта е виновна за тоа што се одолговлечува постапката за избор на уставни суди во Уставниот суд, сепак се одлучи неделовнички, можем да кажам слободно и неуставно, да го узурпира процесот на донесување на одлука за суди на Уставен суд и истата пред да се разгледа на Комисијата да биде испратена како предлог до пленарната седница. За жал, подписникот на ова, можем да кажам слободно штур предлог до собранието, а тоа е председателката на Комисијата за прашање на избори и именувања, не е во собраниската сала и истата не е тука да го одбрани предлогот, да каже зошто постапила спротивно на деловникот за работа и на Комисијата, но и на собранието. Како што кажав, Комисијата нема одлука, во Комисијата не е определен известител, кој што треба да биде определен на самата работа на седницата на Комисијата, која што е јавна. Точката не е разгледана и Комисијата не е завршена. Конечно, предлозите не се разгледани до крај и за истите нема материјал за расправа, но ете, председателката одлучила најверојатно под диктат на штабот од Бихачка, поточно на Зоран Заев, да се оди на насилен процес на гласање на уставни суди. И така, како дивоградба, за жал влегуваат два предлози за уставни суди, затоа што така одлучило мнозинството. И денеска се разгледува како точка на дневен ред предлогот за уставен судија господинот Фатмир Скендер, кој што има биографија каква што има и работил во апелациониот суд. Се надевам дека се работи за истакнат правник, но сепак самата постапка која што е фалсификувана не ни дава за право да сметаме дека е паметен или добар избор, но како и да е, времето ќе покаже за тоа и се надевам дека Уставниот суд прва работа што ќе му биде, односно прва задача ќе биде да ја разгледа токму оваа одлука која што ќе биде донесена во собранието и да ја прогласи истата за неуставна. Инаку ние како опозиција го осуетивме овој процес уште на време и за истото ја информиравме и Европската унија дека се врши класична партизација на Уставниот суд и дека се постапува спротивно на членот 111 од Уставот, затоа што беа предлагани кандидати за уставни судии кои што се членови на политички партии, имаат политички бекграунд, имаат кандидати кои што биле соработници на министри, на сегашни актуелни и минати функционери и истите според нас не се достојни да бидат уставни суди. Инаку и со експертите кои што се консултиравме ни укажаа дека најавените предлози за нови уставни суди се во директна колизија со принципиелните услови што треба да ги исполнуваат кандидати предложени за уставни суди и со тоа се создава она перцепција кај граѓаните дека имаме судство со ниско ниво на доверба, еве сега и Уставниот суд како институција која што треба да се грижи за заштита на уставност и законитоста и неговата работа ќе биде ставена под
знак прашање, како еден орган кој што, како што кажав, ја штити уставноста и законитоста, се грижи за усогласеноста на законите, ги штити слободата и правата на граѓаните и одлучува за судирот на интереси помеѓу централната и локалната власт. Значи, силни надлежности на Уставниот суд повторно ќе бидат ставени под знак на прашање, затоа што се избираат кандидати за уставни суди на начин на кој што се избираат, а тој начин е класичен фалсификат. Но ние сме сведоци дека и претходно се случува вакви, да речам, фалсификувања или вакви нелегитимни избори на клучни функции во правосудниот систем. Така беше случајот со изборот на председателот на судскиот совет. Понатаму, знаете дека се избра и народен правобранител кој што беше кандидат за премиер на една политичка партија, односно на политичката партија ДУИ, а сега и со предложите за уставни суди веќе станува абсурдна и непристојна состојбата во македонското правосудство, па сега и во Уставниот суд. И сите начелни залагања дека работиме на создавање на правна држава и владење на правото, за жал паѓаат во вода, затоа што очигледно дека критериумот истакнат правник се заменува со партиски и лични интереси при изборот на членови на водечки позиции на овие тела кои што се од исклучителна важност за владењето на правото и заштитата на интересите на македонските граѓани. Морам да кажам дека е навистина катастрофална одлуката на мнозинството и јас се надевам искрено дека мнозинството во собранието нема да ги прифати овие предлози, ако ништо друго, затоа што се работи за една постапка која што не е согласно деловникот за работа на собранието и постапка која што ќе произведе еден акт кој што најверојатно ќе треба да биде предмет на работа на Уставниот суд. И тука се поставува прашањето дали овие суди кои што знаеме дека се избираат на ваков начин, утре ќе можат да донесат објективна одлука за актот кој што е донесен во ова собранието, а кој според мене е спротивен на деловникот и на Уставот. И токму заради тоа ние не можеме да ја вратиме довербата на граѓаните во институциите, а уште повеќе и во работата на собранието. Сето ова продолжува да ни се отсликува во лошите оценки кои што се дели на извештаите на Европската комисија, каде што токму работењето во областа на правосудството беше оценето со оценка 2, што е катастрофална оценка и најверојатно со најнизок напредок во историјата. И токму сите овие скандали кои што ја тресат државата со работата на судиите, на обвинителите, знаете дека имавме предлог на власта, исто на политичката партија СДСМ за уставен судија на господинот Јовески, кој што ја доведе, буквално е виновник за ваквата ниска доверба на граѓаните во правосудството, претходно со изборот на председателот на Уставниот суд Кацарска, која што е виновна за изрекување на повеќе од 200 години затвор за уставобранителите, кои што најголем греф им е што ја сакаат Република Македонија и се борија за заштита на Уставот. Но сепак ова е само еден континуитет на работа, еден континуитет на владата на Зоран Заев, кој што сега продолжува во олицетворението на премиерот Ковачевски и сите оние скандирања во шарената револуција дека нема правда, нема мир и дека ќе се доведе правда и правда ќе има за секој. Гледаме дека за жал правдата некако доцни во државата, дека правда има само за оние кои што немаат блиски врски во власта, додека кога се работи за одговорност кај невисоките носители на функции во политиката, гледаме дека за нив правото не важи. Како и да е, на крајот ќе кажам дека се работи за фалсификуван процес за избор на уставни суди, кој ќе остави силна дамка во работата на Уставниот суд и во довербата на граѓаните на Република Македонија во правосудството и во Уставниот суд. Благодарам.
Реплика Бенџан Илјаш.